се дезинфицираме, додека наставничката се сприма за последниот час по математика денеска. Последниот? Да, за 9 да не ја измориме денеска. веќе за денес, да не ја измориме многу Баш таблата. ме интересен за сега часовете. Многу е лесно. И јас тоа го велам секогаш, кога се сака е лесно, кога не се сака тогаш е тешко. Денес имаме множење на алгебарски изрази од обликот x плюс минус n. Еве за почеток, нека ни е даден правоаголник со димензии x плюс 5 да е едната страна, а другата страна да е x плюс 3 сантиметри. Како може да го представиме тоа? Бидејќи велиме едната страна е долга x плюс 5 см, тоа значи дека имаме еден дел од страната кој што е x и од таму каде што завршило имаме уште 5 см. Еве него како ни изгледа тоа на цртежот кај правоаголникот. Другата страна, помалата, значи е x плюс 3. Па имаме од овде каде што завршивме надолу цртаме тоа делче x, внимаваме да е со истата големина колку и овдека, колку што е x-от, и надолу само уште 3 см. И бидејќи знаеме кај правоаголникот дека горната е иста со долната страна, значи иста толкова должина повлекуваме и долу. Внимаваме, значи од каде до каде е x-от и долу да биде толкаво делчето и истото го правиме за петката, левата со десната страна е иста, па што добиваме? Ако го погледнеме сега правоаголникот, го поделивме всушност на 4 дела. И бидејќи оваа страна овдека е x и оваа страна е x, тоа не е од условот што ни беше дадено. А бидејќи знаеме дека спротивните страни една спроти друга се еднакви, ако овде е x, тогаш и ова делче овдека е x. Ако овде горе е x, тоа значи дека и овој дел овдека е x, па станува збор за квадрат. Значи првото делче што го добивме кога го разделивме правоаголникот е квадрат. Останатото, оваа страна е 5, а оваа е всушност x-от. Па што ми имаме димензии 5 и x, веќе не се исти, станува збор за правоаголник. Долу кои ни се димензиите? Оваа беше x, а оваа страна беше 3 см, значи повторно ќе имаме правоаголник. И ова делче овдека што ни остана, имаме тројка и имаме овдека петка, должина на страната, значи повторно станува збор за правоаголник. Што може да забележиме ако сакаме да ја пресметаме плоштината на овој правоаголник? Што е плоштина? Внатрешноста, површината која што ја зафаќа внатре. А внатре што имаме? Ако ова го земеме дека е квадрат, тогаш неговата плоштина е x по x, а x по x е x на квадрат. Овде имаме правоаголник. За правоаголник треба неговите страни да ги помножиме. Оваа страна беше x, а оваа страна е 5. Па 5 по x ни дава 5x. Тука имавме оваа е 3, а оваа е x. Па 3 по x, 3x ќе биде плоштината на овој правоаголник. И дојдовме кај последното. Оваа беше 3, а оваа беше 5, па 3 по 5, ова ќе ни биде 15 см. И ако сакаме сега веќе да запишеме целата плоштина, односно x плюс 5 помножено со x плюс 3, дали страна по страна за плоштина, ќе биде еднакво на x на квадрат плюс 5x плюс 3x плюс 15. И веќе забележуваме дека имаме еден алгебарски израз кој што може да го упростиме. Бидејќи тука имаме 5x и тука имаме 3x кој што може да ги собереме. X на квадрат нема пар, па го препишуваме, плюс 5 плюс 3, 8x и плюс 15, бидејќи бројката немаше пар. Чега како со помош на правоаголникот помноживме x плюс 5 со x плюс 3. Истиот овој резултат ќе го добиевме и доколку ги множевме заграда со заграда, односно секој член од првата заграда со секој член од втората заграда, значи x-от со x-от, x-от со тројката, па потоа петката со x-от и петката со тројката. Значи ќе го добиевме истиот овој израз. Ајде сега за да не цртаме правоаголници, следната задача ќе ја решиме на овој начин, значи со множењето. Нека ни е даден изразот x минус 6, кој треба да го помножиме со x плюс 5. X по x ни дава x на квадрат. X помножено со плюс 5 е плюс 5x. Минус 6 помножено со x е минус 6x. Минус 6 помножено со 5 е минус 30.
Овдека повторно може да упростиме, бидејќи на две места имаме x, Да. па ќе ни остане x на квадрат, 5x минус 6x ќе ни остане минус 1, па тоа ќе биде минус x и минус 30 го препишуваме. Ајде сега обратната постапка. Што доколку имаме разложен веќе измножени, а да ги најдеме кои се множителите. Ќе биде x. Значи во претходниот случај множевме, сега а сега ги бараме множителите. Ова обратната постапка се вика факторизација. Да. Да најдеме кои ни биле броевите во заградата. X плюс кој број помножено со x плюс другото второ бројче кое е, за да го добиеме x на квадрат плюс 9x плюс 20. Мислам дека има нешто. Има финта. Плюс. Сега ќе откриеме која е таа финта. Посебно кога се двете позитивни. Ова последното бројче кое што не содржи x, ни кажува дека множителите ни даваат резултат 20. Значи што бараме? Бараме две бројчиња помножени кои ќе ни дадат 20. Но вака имаме веќе повеќе опции. Затоа ни треба дополнително. Што дополнително знаеме? Имаме за деветката и за деветката. Да, дека. Односно, дека кога ќе ги собереме тие две, ќе ни дадат 9. Па сега што бараме? Некаде е 3, а некаде е не. Значи бараме два броја собрани да дадат 9, а кога би ги помножиле, браво Марија. А кога би ги помножиле да ни дадат 20. Така. Единствен услов кој што го задоволуваат и едното и другото се броевите 4 и 5 и не е битно во која заграда ќе ја ставиме четворката, а во која заграда ќе ја ставиме петката, бидејќи се едно е, секако ќе треба 4x и 5x да ги собереме или 5x плюс 4x е исто, ќе добиеме 9x, а 4 по 5 се 20. И ова е лесно. А ова беше лесно, посебно кога се и двете со позитивен знак. Ако ќе бидат, ако ќе бидат. Сега ќе ти дадам пуштенија запишување. Запишување? Запишување. И избриши ја. Избришена. Сега еве, нека не x на квадрат, но наместо плюс истиот пример ќе го земеме, само знаците ќе ги менуваме за да видиме разликата. Минус 9x да е, а плюс 20. Вака ќе. Значи, што знаеме сега? Повторно дека двата броја помножени треба да ни дадат 20. Но сега го имаме минус. Двата собрани треба да ни дадат минус 9. На што не асоцира ова веднаш? Двата собрани. Дека веќе во заградата нема да бидат позитивни броевите, а негативни. Така. Па значи ако претходно беа плюс 4 плюс 5, сега ќе бидат минус 4 и минус 4. 4 минус 5. И минус 5 и повторно не е битно која бројка во која заграда ќе ја ставиме. И само уште ова да го објасниме, минус 4 плюс минус 5 ќе ни даде точно минус 9. И минус 4 помножено со минус 5, минус по минус бидејќи е плюс, ќе добиеме на вистина 20. Што сега доколку беше вака, x на квадрат плюс x минус 20. Значи сега вториот број да ни е негативен, а овдека да имаме позитивен. Значи го следиме истото правило. Значи ни требаат два броја помножени кои што ќе ни дадат 20, а нивниот збир да е 1. Бидејќи што нема бројка пред x, тогаш е единицата. Имате идеја што сега? Значи треба да бидат помножени 20 и тоа минус 20. Сега од тука ќе тргнеме. Ако е минус 20 резултатот, ако е негативен, тоа што ни кажува? Треба да биде плюс некај. Ете така, не може да бидат двете плюс, бидејќи плюс по плюс е плюс, не ни одговара. Не може ни двете минус, бидејќи и тогаш ќе имаме плюс. Тоа значи дека едното е плюс, другото е минус. Другото е минус. Еве во првата ќе го ставиме да е минусот, во втората да е плюсот. И сега, кажавме, петката и четворката ни го задоволува тој услов. Како да ги наместиме сега за резултатот да биде 1? Сега веќе е битно која бројка во која заграда ќе ја ставам, затоа што ако земам овдека да е петката, а таму да е четворката, што ќе добијам? Минус 5 плюс 4, а тоа не е 1. Значи затоа мораме тука да ја ставиме четворката, а тука петката, затоа што 5 минус 4 ќе ни даде 1.
И последниот пример, ако овдека беше минус и овде минус, веќе делумно и го спомнавме овде. Значи повторно ни требаат едно позитивно, едно негативно, но тогаш најверојатно обратно ќе сега биде. обратно, бидејќи ни треба да е негативен резултатот, тоа значи дека петката мора да го има. Да. 5. Минус. Знакот 5, минус, а четворката знакот плюс. а четворката да биде со знакот Знакот плюс. плюс. Интересно и забавно. Многу Имаме време и да им дадеме и домашна задача. задача. Да. Еве за домашна Да избришам. може. Вака, нека најдат x плюс 4 помножено со x плюс 2, но овој пат без да множат чекор по чекор, туку да го применат знаењето што го видовме во последната задача. Ева, ајде еден пример ќе им решиме за да не се збуне Ајде. дома. Значи, што видовме? Дека x на квадрат секако го имаше. Да. Да. Бројките собрани ни го даваат членот кај x-от, значи 4 и 2, 6 x ќе имаме, а бројчето кое не содржи x секогаш беше производ од дадените бројки. Па 4 по 2 8. Значи без да множат, без да цртаат правоаголници, им скратен начин како да дојдат до конечниот резултат. Значи ова е најкратката Одлично. постапка. А еве веќе кога им го објаснивме и ова, значи за дома, сега нека ја решат x плюс 4, ама помножено со X x минус 2. И ајде и една ваква. X плюс 5 на квадрат. Овдека ќе им дадеме само една мала помош, една насока, бидејќи е на квадрат, тоа значи дека ова е помножено само со себе, па всушност имаат x плюс 5 помножено со x плюс 5. 5. Одлично. Беа навистина Супер, многу, добар. многу интересни часови денеска. Ви благодарам за Супер. помошта. Да, ја благодариме вам. Другарчиња, значи денеска имате полн ден да правите што сакате, можете да се забавувате, да си решавате математика задачи. Верувајте, математиката знае многу да биде интересна, само треба да се навлечете на неа. Што повеќе решавате математика, толку позабавна станува математиката. Така, Марија? Така е, Линче. Јас и Марија си ја засакавме математиката. Имаме прекрасна наставничка која што еве секојдневно доаѓа, се труди и нам и на вас И на сите многу ученици начин да ни објаснува. да ни ги објасни сите задачи. Сега се одјавуваме ние и се гледаме утре во телеучилница. Чао, чао. Чао.